Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Лоу Лиу имаше голем проблем. Размислуваше за идолот што беше на полицата над влезната врата. Таа живееше во Кина, а незините родители велеа дека тоа парче дрво е Бог. Не е вистина. Тоа едноставно не може да биде вистина. Живиот Бог е на небото, а оваа фигура на полицата не беше ништо друго, освен мртов идол. Имаше раце, но никому не можеше да помогне. Имаше уста, но не можеше да зборува. Имаше уши, но не можеше да слуша. Луѓето го обожаваа овој идол, но не знаеа дека живиот Бог го забранува тоа. Јас сум Господ, твојот Бог. Не треба да се поклонувате на никој друг Бог, освен мене. Лоу Лиу размислуваше за ова. Дали ова е вистинскиот Бог кој стои на нашата полица? Во христијанското училиште што го посетуваше, таа слушна за единствениот вистински Бог. Научи дека тој го испрати својот син во светот за да умре за гревовите на сите луѓе. Беше восхитена кога слушна дека тој воскресна по 3 дена и сега живее на небото. Кој е во право? Кој е вистинскиот Бог? Исус или идолот во незината куќа? Знам што ќе направам. Ќе го закопам идолот во дворот. И ако оживее, тогаш ќе знам дека тој е вистинскиот Бог. Лоу Лиу зеде лопата, отиде во дворот и го закопа идолот. Беше задоволна од незината идеја и се врати во куќата. Помина првиот ден. Вториот ден отиде до малиот гроб и ја распрета земјата. Идолот се уште лежеше таму. Одва и го дочека третиот ден. Но тој ден, како и другите денови, идолот лежеше мртов во земјата. Сега верувам во Господ Исус, кој умре за мене и воскресна. Лоу Лиу донесе правилно решение и честопати чувствуваше дека живиот Бог е со неа и никогаш не ја остава сама. Бог вели во неговото слово: Јас сум Господ, твојот Бог, да немаш други богови освен мене. Ништо не треба да ти биде поважно од мене. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!